Повторно време за гости. Вториот наш гостин веќе пристигна и ќе имаме можност да чуеме многу повеќе за сето она истражувачка мисија на професор доктор Владимир Јаневски, автор на монографијата Македонски народни носи. Добре ни дојдовте, професоре, драго ми е што имаме можност да говориме за трајните вредности, за нешто што е наше национално обележје и нешто што треба да ни биде светиња, слободанчи и да го чуваме како очите во главата, така не? Суза, јас разгледувајќи оваа книга, немам зборови со кои можам да ја искажам возбудата, восхит кон господинот со оглед на тоа дека цела Македонија е тука. Од најмалиот детал, од најмалиот детал на носиите до целосната носија, но затоа трудот е 30 години се работел. Дали имаш облечено носија од твојот крај некогаш? Имаш фотографија? Како дете, да, како дете, да. Во една представа во Битолскиот театар, кога играв нешто, некоја импровизација беше тоа, но мислам дека не беше оригинална носија, меѓутоа чувствував еден огромен почит кон истата, една навистина димензија на гордост и не сакав колку и да ми беше незгодна волната и оној материјал кој што чојата. Јас навистина со огромна почит и гордост ја носам. Така зборува една горда македонка, нели? Благодарам, да. Да, добро утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Македонски народни носи на професор доктор Владимир Јаневски, како што кажав. Од она што јас малку барем имав можност да ја пролистам оваа книга, дали добро кажав дека цела Македонија е тука, вметната со преку носиите, а преку носиите е нашиот труд, нашиот дух, нашата култура и нашата традиција. Апсолутно. Значи да, се работи за една монографија каде што се прикажани носиите од цела Македонија. Кога ќе се каже цела Македонија, се мисли на цела етничка Македонија, на сите 7 етнографски целини. Би ги набрал кои се етнографските целини и за гледачите да ги едуцираме, да осознаат малку повеќе, но и ние како дискусија да поразговараме. Тоа се Горновардарската етнографска целина. Во Горновардарската етнографска целина припаѓаат деловите како што се Кумановско, Скопско, Тетовско, Гостиварско. Се обраќам на публиката, односно на гледачите повеќе со географски термини, за да биде полесно да видат за што се работи. Потоа Брсјачката етнографска целина, каде што се работат големите градски центри, Кичево, Битола, Прилеп или Мариовците познати, Полјаните кои се Поречаните, значи се е тоа една брсјачка етнографска целина. Дебарско-реканската етнографска целина. Дебарско-реканската етнографска целина апсолутно ни укажува околината на Девер, односно најпознатата група кај нас Мијачката позната група. Потоа Шопско-македонската етнографска целина за планинскиот дел од источниот дел на Македонија, тоа се значи Крива Паланка, Делчево, односно пределите Пијанец, источен дел на Славиште, Дурачка река, предели кои се на тој источен момент, Средновардарската етнографска целина, односно делот од пределите кои припаѓаат на централниот дел, поточно Овче полието, Кочанско поле, дел кои се поставени во централниот дел, и двете етнографски целини кои не се во Република Македонија. Тоа се Јужно-македонската етнографска целина, Егејскиот дел на Македонија, поточно Леринско, Воденско, Костурско, Солунско и Струмоместанската етнографска целина, каде што припаѓаат Пиринскиот дел на Македонија, поточно пределите како што се дел од Серско, Драмско, Неврокопско, Светиврачко до пределот на Горно-Џумајско, каде што влегува во пределот на Пијанец, односно нашите предели Делчево. Тоа е еден мал дел, значи Ако убаво е да се едуцираме или да се подсетиме со оглед на тоа. Мал дел каде што како се поставени носиите, и секој дел си има свој печат. Апсолутно. Тоа постоеле до минатото, односно до 1948 година познато во народот како колективот, постоеле етничките групи и етничките предели. За нас македонците најголема предност е тоа што ние до последно од целиот Балкан и од сите наши соседни земји ги задржавме етничките групи или етничките предели. За да бидам појасен, повозрастната публика или повозрастните гледачи тачно знаат дека
Ако земеме еден пример од Скопскиот регион, дека селата во Скопска Црна Гора, како што се Бразда, Чучер, Бањани, никогаш не можеа да склопат брак со соседните села кои беа исто македонци христијани. И едните и другите беа македонци христијани, но никогаш не склопуваа. А причината? Причината беше носијата. Носијата? Носијата е, ќе кажам, и во Полок, долни Полок, односно села под Сува гора, како што се Мелетино и покрај тоа што се 5 села во села каде што потекнува мојот татко, морам да кажам. Тој никогаш не може да земе жена од Брвеница или да земе жена од долнополошките села, од Поселје или од Подгор. Но после 50-тите години веќе колективот се растура тие етнички групи, но е многу важно до скоро 1950 година не се мешале воопшто. Или, например, во Полок Зубовци и Пожаране се горни Полок, Милетино се села под Сува гора. Никогаш едни со други не склопувале. Па го имаме, тоа не би сакала сега да го споменам после пругата таму да не се зема така. Зборуваме во тој поглед, нели? Во еден дел во Поселје и Подгор, во Долни Полок, една од информаторките ни кажуваше кога се мажев, путот со злато да ми го постеле, а ја у Поселје не идем. Поселје не идем, ете така, да. Колку треба да си, да кажам, голем патриот во срце да ја носиш Македонија, за да го имаме овој трут во рацете. Од кога сите ние имаме на било каков начин љубовта кон нашата татковина. Меѓутоа, вие сте дар од Бога, јас така би рекла, затоа што за да го имаш ова, еве, за Македонија, поготово од вас и како професор, сега во Универзитетот во Штип, така? Да, Универзитетот го седел. На одсекот токму за ова за што ќе зборуваме сега, за етнографијата. Меѓутоа, еве, 30 години ми кажавте дека сте работеле на оваа книга, собирајќи ги сите можни овие информации. Па нели се тоа многу години, многу љубов, многу труд и посветено внимание, не знам веќе и како да се изразам, за да дојдеме до еден ваков преубав резултат, кој е гордост за сите нас. Апсолутно. Јас само малку ќе ве навратам, вие речениците да започнавте со патриот. Јас не сум патриот, јас едноставно работа мојата обврска. Не треба да гледаме ни национално, ни патриотизам во ова, едноставно треба да ја сакаме државата во која живееме. Јас воопшто не гледам ништо патриотско, воопшто не гледам дека ништо големо сум направил, заради тоа што ова е само еден континуитет на моите колеги кои го работеа и пред мене. Значи јас можам да ги набројам, нели, колегите како се започна ова, но една убава приказна. Да, но сепак јас морам да кажам, да, треба да си има огромна љубов, огромно почитување на тоа каде живееме, со кого живееме, зашто живееме ние тука, зашто едноставно ние сме се создале на овој простор. Кои сме ние? Кои сме ние? И само кога тоа ќе си го поставиме, тогаш ќе биде нормално на никого па да не му се правдаме. Так. Дали сме македонци, дали сме едно, дали сме друго. Кога имаме докази за тоа. Немаме потреба ние едноставно да треба да работиме, па поготово ние што веќе сме се едуцирале во таа работа, треба да работиме и треба се повеќе да издаваме вакви дела. Но вие сте биле и дел од ансамблот Танец, така известен период во младите години, како што кажавме, да, меѓутоа и тоа исто сигурно надополнува и дава, да кажам, ветер во грбото за да продолжите понатаму со ова што го работите. Се започна можеби како јас сум роден во Скопје, да кажам Скопјанец сум, по татко сум Скопјанец, но по мајка сум од Егејска Македонија. Јас живеев со една енклава од Егејска Македонија, каде што цел живот сонуваа дека некаде ќе се вратат, дека од некаде се протерани. Тие беа надарени многу за пеење, беа надарени многу за играње. Мојата фамилија, навистина, моите предци беа, да кажам, најголем дел од моето семејство беа псалти во црквите пееа. Во Егејска Македонија, поточно во пределот Меглен, тоа е многу важно и многу исконско такво нешто да се работи. И можеби јас тука ја наследив таа некоја традиција, но растејќи со поголемо семејство, ми протна нешто дека треба да ја сакам традицијата. И од тука се започна. На моја 8-годишна возраст започна како аматерски играорец да бидам во културно-уметничкото друштво Македонија. Од тука веќе допирот со носиите започнува? Да, веќе почна сето тоа. Дома моите повозрастни баби беа и самите носеа носи. Еве гледаме во моментов носи, кога веќе зборуваме за нив. Апсолутно, да, тоа е дел од фотографија од мојата монографија. Кој што ги имаме во книгата, така? Да. Покасно дојдов, се вработив како играорец во ансамблот Танец, како професионален играорец. Таму бев 15 години, во 2001 година имав
можност да дојдам во средното музичко училиште Илија Николовски Луј да основам насоката за традиционална музика и игра. Во 2007 година дојдов на факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Таму ја основав катедрата за етнокорелогија, каде и денес работам како редовен професор. Во целиот овој период имав шанса да дипломирам, магистрирам, докторирам, значи нешто што морав да го изодам како некаков пат, но секогаш бев на терените низ Македонија. Работев на терените низ Македонија на Република Македонија, но многу последните години работев и на терените во Пиринска Македонија и во Егејска. Во Егејска Македонија имав многу поголема шанса да работам затоа што моите родители беа таму, беа многу полесни контакти. Пиринска Македонија одеше малку потешко, но сепак кога нешто многу сакате, ќе ви се отворат сите врати. Так. Ајде сега, тука сме со оглед на тоа дека книгата се промовираше, Македонски народни носи, монографијата поточно, како и да е. Како помина промоцијата и што си кажавте на себе после 30 години, кога сето ова се заврши? После 30 години, знаете како, имате само спомени, имате само убави спомени, каде што се навраќате. Мене најголемиот спомен од се ми беше како методолошки, како методски, методолошки да работам книгата. Инаку јас во текот на годините работев на една од познатите светски изложби, како што беше музеот во Санта Фе, каде што излезе најголемијата монографија за македонски народни носи. Потоа ни сите балкански музеи, како што се Сплит, Загреб, Дубровник, ги работев сите изложби што се поврзани со Македонија. И секогаш тие каталози што излегуваат, се двоумев како треба да биде нашиот македонски каталог и покрај тоа што многу од моите колеги имаат издадено претходно вакви каталози. Но најголем спомен за мене беше затоа што сите предмети што доле ќе ги забележите се најчесто се имиња и презимиња од кои се односителите. Тоа ми беше една најголема благодарност до сите, односно да се овековечи нивното име, затоа што голем дел од овие облеки, од оваа култура ќе останат во забава. Еве го нашиот вез. Апсолутно. Познатиот наш вез. Меѓутоа истражувавте, наидувавте на луѓе, се запознававте со луѓе кои што исто така си ја сакаат својата традиција, ги чуваат носиите, си ги имаат носиите. Какво беше еве чувството да ја прошеташ цела Македонија и да искомуницираш со тие луѓе и сето тоа да го имаме дури и во монографијата, меѓутоа можам да забележам дека тука имаме и слики на семени фотографии, веќе ги покажеме. Стари фотографии со носи, со нешто наше македонско што е традиционално и најубаво. Еве ги овие фотографии. Значи на почетокот само методолошки е поставена книгата така да се прикажат најархаичните типови на облеки, но и да се прикажат стари фотографии од времето на масовното носење на облеките. Инаку пак се навратам на вашиот разговор, тоа е теренските истражувања. Во сите мои теренски истражувања, каде што секаде истражував и покрај македонците, јас работев и со власите, работев и со голем дел со албанците, со ромите, значи собран е материјал од влашкото население, од албанското, од ромското население. Многу интересен е моментот во самите истражувања, кога се работеше на истражувањата со македонците муслимани, ме поттикна еден момент во селото Скудриње и дел од селото Жировница, или како што сакаат они да го наречат Жернаница. Во селото Жернаница, кога со еден возрастен човек истражува во однос на архитектурата, во однос на облеката, како се носеле, како до кога, какви биле забраните воопшто, кога останавме сами со дедото, тој ме тргна на страна и ми кажа, што беше голем поттик за мојата книга, дека сакајте не, ние сме со вас. Ми беше еден поттик дека македонците муслимани исто треба да бидат поставени во оваа книга и покрај, значи македонците христијани поставени се носиите и на македонците муслимани, каде што живеат во етничките предели, како што се тоа Долна река, во Малешевскиот предел, во Скопската околина, значи насекаде каде што постојат македонци муслимани. Сега, ме интересира следното прашање, да се надоврзам сега на оваа монографија и на вашето толгогодишно истражување кое за воодушевување мора сите кои сега не слушаат, сигурно сум дека исто размислуваат како и јас, секоја чест за вас, за поздрав е голем и едноставно се нема никогаш зборови за сето ова да се вметне тука, како што кажав и со сузе на почетокот, од најмалиот детал на носијата па се до она целосната. Сега според вас во
краиштата низ нашата Македонија, која е најтешката, да кажеме, најспецифичната носија за изработка, со оглед на тоа дека споменавме, дури 6 месеци до 1 година е потребно да се изработи една носија? Значи сега кога треба колку е богата нашата традиција Апсолутно. и култура. Значи кога треба да се зборува за тежината на македонската носија или за прототипот на македонската носија или за физиономијата на македонската носија, треба малку подлабоко да навлеземе, а тоа е историскиот детал да се гледа. Интересно е тоа што со доаѓањето на турците на овој простор, првото доселување се доселуваат по течението на реката Вардар. Како се доселуваат по течението на реката Вардар, тука се создаваат, и тоа го пишуваат и познати научници од типот како што се Цвиич, се создаваат две културни слоја или две културни блока. И ден денеска ние може да забележиме дека истокот од западот е скроз различно. Дека во истокот архитектурата и во западот архитектурата ни е скроз различна. Дека во истокот пеењето и во западот пеењето е скроз различно. Игрорната структура, игрите во истокот и во западот е сосема различна. Во се само некои делови од носиите, од дебарски дримкл се таа предмети. Исто така и во однос на носиите. Во западниот дел на Македонија носиите се многу помонументални, многу потешки, со поголеми масивни везови, додека во источниот дел се сосема поинакви носиите, по-лефтерни, поедноставни. Сега тука има и географски одлики, има и историски одлики, но сепак ова е колку што можам кратко да кажам дека истокот од западот се разликуваат многу. Сепак, значи. Во западниот дел се многу побогати, со помасивни везови. Таму живеат, како што кажавме, мијаците, брсјаците, дел од мариовците, како брсечката етнографска целина, така да сепак тука може да се каже дека западниот дел е многу по-развиен во однос на носиите. Така. Како помина промоцијата? Како вие бевте задоволни од она што имавте можност да си го доживеете на свој начин? Моите пријатели, моите следбеници, моите колеги, моите студенти, да кажам, долги години ме пратат и го знаат мојата работа. Ја знаеа последните 2 години дека нешто ваква работа ми, сите тие правеа притисок кога тоа ќе биде. И јас тоа не ни очекував дека толку многу треба да има публика, но многу сте скромен, морам да кажам, вака по разговорот што го водим. Но на 10 јуни навистина за едно вакво големо дело. Да, ви благодарам. На 10 јуни во Музеот на македонската борба навистина се случи нешто чудо, а тоа беше толку голем број на публика дојде, толку голем број на колеги, кој јас бев навистина изненаден. Во дадена ситуација требаше јас да имам обраќање кон мојата публика, аплаузите не престануваат едно не знам колку минути. И крајно сум благодарен на сите мои колеги, на сите мои гости кои беа таму. Да се надоврзуваме на она што го кажав и јас, значи сум во право, навистина е за воодушевување. Имаше интересен концепт на Исто го доживеале како јас кога ја погледнале монографијата. Да, имаше интересен концепт на прикажување, беа прикажани делови од носи, делови од горни облеки, на голем видео екран одеше цело време книгата се вртеше. Мои промотори беа професор доктор Даворин Трпевски и академик Катица Ќулавкова. Водители на програмот беа Иван Калошев и Елена Андоновска. Голем дел зема учество и ансамблот Македонија, каде што јас денеска сум менаџер на тој ансамбл. И ансамблот Македонија зема едно многу интересно учество во самата таа представа и беше навистина многу интересно. Да верувам дека така било, јас би сакала и овој дел да го покажеме и тука може навистина да се забележи колку е тешко трудот да се везе овој вез. Еве според нашата везилка, затоа си имаме ние емисија везилка, за да дадеме уште поголема символика на она што е наше убаво македонско, на она што еве зборуваме затоа што овие носи толку време се изработувале, колку било потребно труд од жените, сигурно дека и мажите учествувале во везењето, имали мажи кои изработувале носи со вес и слично. Имате ли таква информација? Не, мажите не изработувале. Жените се тие. Мажите не, но мажите изработувале колани, да се познатите јажари. Познатите јажари кои ги изработувале коланите, но е многу интересно, тоа се случува кај мариовците. Во Мариово едни од најубавите кончалки кои се мотаат конците за везење ги изработувале мажите и многу често се случувало мажите да изработуваат гајтански апликации, да изработуваат гајтани, но сепак треба да не заборавиме дека за изработка на носиите
најголем дел зимале терзиите. Терзиите се мажи кои ги изработувале носите, Значи, потоа сепак. и кувенџиите, односно тие кои го изработувале накитот, го изработувале мажите. Да, тука жалам што ќе завршиме со разговорот, но јас ќе најавам дека многу повеќе детали околу оваа монографија ќе има и во наша друга емисија која што ќе се емитува на Алфа телевизија токму со вас, затоа што заслужувате многу повеќе време за да се каже она што ние не сме го искажале во овие утрински часови, а има многу за што да се зборува. Ви благодарам за учеството. Само на крај би сакала еве уште еднаш на кој одсек бевме во Универзитетот во Гоце Делчев во Штип и дали имаме заинтересирани како вас млади? Да, значи јас сум на Музичката академија на оддел за етнокорологија. Тој е формиран 2007 година, има прв и втор циклус, сега се основа и трет циклус, значи докторски студии. Од самото формирање на катедрата за етнокорологија, тоа е 2007 година, до денеска, на мојата катедра каде што јас ја водам е фул секоја година преполна. Тоа е одлична информација. Да, ми е многу драго, имаме многу млади и навистина со годините се покажа дека таа катедра, односно тој профил има огромна потреба во нашето општество и се повеќе се наметнуваме и ни е многу драго дека се повеќе и повеќе ќе треба да ја зачувуваме и сакаме традицијата. Па на ваков начин можеме само да ја зачуваме нашата култура, нашата убава, преубава традиција, токму и на начин на кој што ја искажуваме љубовта кон Македонија, како се изработувале македонските народни носи, во колкав број ги имаме сузе низ Македонија, многу треба зборување на оваа тема. Но еве вака накратко нешто барем да извлечеме, како што кажав, многу повеќе време во една друга емисија. Да, секогаш јас мислам дека дури еднаш седмично да ги отвараме овие теми ќе бидат премалку, затоа што навистина ни фали и тоа како да си ја запознаеме земјата, да си ја запознаеме традицијата, културата, фолклорот и сето она кое што го поседуваме како обележје, како идентитет е многу важно да им го наметнуваме на младите генерации. Многу.